Законите што опфаќаат урбанистичко планирање, прашања поврзани со имотот и сопственоста, како и законите што специфицираат кое земјиште може да се користи за изградба, се изменети вкупно 120 пати во последните 2 децении. Само законот за градење е изменет најмалку 25 пати во периодот од 2013 до 2020 година. Тој закон стана алатка за корупција, познат уште и како закон по мерка. Законите направени по мерка им служат само на приватните интереси на поединци, тесни групи и компании. Тие обезбедуваат привилегирани договори, ги намалуваат казните и ги приватизираат јавните ресурси во корист на малкумина. Ова често се случува на штета на другите, вклучително и на пошироката јавност. Овие закони го изневеруваат гласачкото тело, штетат на демократијата, го забавуваат економскиот развој и ја зголемуваат нееднаквоста. Законите направени по мерка го прават легално коруптивното заробување и профитирање од државата. Заробената држава вклучува моќни поединци, групи и организации, кои недемократски креираат политики, влијаат врз правните институции и доминираат во економијата на една земја. Тие ја преземаат контролата врз законодавството за да се збогатат незаконски и неказниво. Ние сакаме да откриеме закони искроени по мерка, да го подобриме разбирањето на корупцијата и заробувањето на државата и да се заложиме за промени. Затоа, креиравме база на податоци со детали за законите скроени по мерка во Македонија и регионот. Демократското и транспарентно законодавство е клучно за фер општество кое поддржува повеќемина наместо неколкумина. Стоп за корупцијата. Придружи се, дејствувај, да ставиме крај на корумпираното и скроено по мерка законодавство.